Здраво, супер звездички! Поздрав од мене и од овие прекрасни дечиња околу мене. Денеска се наоѓаме во студиото на Александар Митевски, но тој не е повод што денеска дојдовме да бидеме токму гости во неговото студио. Дали знаете, дечки, што е поводот што денеска сме дојдени овдека? Кој е поводот? Кој е поводот? До мене се наоѓаат победниците на детскиот Евросонг. Здраво за Росица. Роси, како си? Супер. Еве го и Димитар. Здраво, Димитар, добар ли си ти? Добар. Оваа емисија Супер звезда ќе им ја посвети токму ним. Денеска ќе дознаеме многу интересни работи. Ќе почнеме од тоа како ја напишаа песната, колку многу долго сакаат да учествуваат на Евросонгот и дали воопшто се надеваат дека некогаш токму тие ќе станат победници. Ова се финалните моменти, последните денови на нивната подготовка овдека. Песната е во завршна фаза и ќе видиме што све се случува овдека, значи пред нивното заминување за главниот настап на светскиот детски Евросонг во Ротердам. А до тогаш ќе направиме мала пауза, се враќаме за неколку минути повторно овдека. Еве ги до мене се наоѓаат Росица Кулакова. Здраво, Роси, уште еднаш. Здраво. И Димитар Стојменовски, така беше? Да. Како сте, кажете ми како се чувствувате? Па супер. Со Росица сме се дружеле во Супер звезда, значи уште пред многу години. Прв пат јас и ти се видовме која година? 2004. 2004 година, кога Росица беше прв пат, значи, учесник на тогашниот детски музички фестивал Супер звезда и пееше една песна на англиски јазик, така ли беше? Да. А да кажеме дека и Димитар, значи, не е ништо покус од Росица и тој долго време се занимава со музика. Каде беа твоите почетоци, Димитар? Моите почетоци беа, првиот почеток ми беше на Евровизија. Исто така после тоа пее во Прилет на звездички и го освоив Гран Прито прво место. Така, честитам, браво. Значи, денеска имаме искусни музички звезди, иако некој мисли дека звезди може да бидат само возрастните, денеска ќе докажеме дека имаме и вистински музички звезди и меѓу дечињата. Значи, Супер звездичките ја паметат Росица од времето кога прв пат пееше во Супер звезда, но Росица пее и во оваа измината сезона, значи во фестивалот Супер звезда 2007. Ја пееш песната Цртежот мој. Цртежот мој, вистинска балада, една од поубавите песни која што оваа година беа презентирани на фестивалот. Сега вака ќе се навратиме на некои обични прашања, значи ме интересира колку години имаш, Росица? 12. А Димитар? Исто е 12. Исто 12. Вие се знаете од секогаш? Да. Се дружите, значи, од малечки? Да. Многу ми е драго да е тоа така. Ретки се тие, значи, другарства кои што траат така цел живот кај вас во овој случај, значи вашето другарство трае цели 12 години. Кажи ми, Росица, значи ти каде живееш и каде учиш? Па јас живеам во Неготино и учам во основното училиште Гоце Делчев. Кој оделение си тамо? 6. Шесто оделение. Има ли петки тамо, Росица? Да. Да не ставаат единици, да дојдам да проверам. Не. Нема вакви, значи пејачиште кои што се ти мора да имаат само петки. Димитар учи во истото училиште? Да. Значи ти си во истото училиште, кој оделение? 6. И ти си шесто оделение, во исто оделение сте? Да. Значи во исто оделение заедно учите цел живот од прво оделение до ден денеска сте заедно. Да. Многу ми е драго. Кога прв пат посакавте да се бавите со музика? Еве Димитар, нека ми каже. Колку години имаше тогаш? Беше мал, голем? Од 9 години. Од 9 години, значи активно почна. Има некој кај тебе дома кој што се занимава со музика? Не. Не пее кај тебе никој дома во фамилија? Не. А кажи ми кај тебе, Росица, има ли некој во фамилија кој што се бави со музика? Кај мене мајка ми е професор по музичко. Значи, како што се вика, крушката под крушка паѓа. Сега Росица, значи, која што во оваа ситуација е метната на нејзината мајка. Мајка ти каде предава, кажи ми, Росица? Во гимназијата во Неготино, во Кирил Методиј. Така, дали беше таа, значи, пресуден фактор и дали таа те насочуваше тебе да запливаш во музичките води? Па не, прво беше моја иницијатива, а потоа мајка ми помогна за да се спремам и да испееме најдобро што можеме. Така, почнавте, значи, од малечки, почнавте многу одамна и денеска дојдовме да го освоиме ова што денес го држиме во раката кај Росица. Ја молам камерата да дојде и да го покаже. Тоа е, значи, еве вика Junior Eurovision Song Contest, значи победниците на детската Евровизија, Росица и Димитар со песната Динг Динг Донг, го освоја првото место на изборот на најдобра детска песна, на детскиот избор за евровизијска песна, организиран од страна на македонската телевизија, така ли беше? Да. Имаме сега многу прашања, има ли некој од вас овде што сака да праша нешто? Значи имаме многу прашања, подготвени сте да одговарате на све. Добро. Ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме со прашањата на супер звездичките наменети до Росица и Димитар. До мене не само што се наоѓаат победниците на детскиот Евросонг Росица и Димитар, тука се наоѓа и најмладиот представник на фамилијата Кулакови, тоа е сестричката на Росица. Здраво за Фросина. Фроси, како си?
Добре. Фросина е и една од најмладите учесници на детскиот музички фестивал Супер звезда. Минатата година ја пее песната Штурче. Што ти рекоа во школа за песната Штурче? Дали на сите им се допаѓа? Да. Таква песна немало до сега? Да. Дали сите во неготино ја пеа? Не ја пеат сите? Има некој што не ја пеа? Сите ја пеат. Сите ја пеат, значи сите ја пеат, бе, Фросе. До година ќе пееме ли пак? Да. Ако пеевме сега за Штурче до година, имаш ли идеја за што би сакала да пееш? Значи нека за мравка е веќе супер, да ти даваат некакви идеи. А дали кога ќе пораснеш ти, Фросина, сакаш исто да пееш на Евровизија како Даде? Да. Значи имаш и такви, значи ти амбиции, браво. Росица кажа дека почнала да пее уште од многу мала. Од кога прв пат сакаше ти да пееш на детскиот Евросонг? Па, јас секогаш кога сум гледала, сум посакувала да бидам таму во студио. И да бидеш, значи, дел од дали воопшто некогаш помисли дека ќе бидеш победник? Не. А Димитар, кажи ми ти, од кога сакаш да пееш на детскиот Евросонг? Па јас сакав да пеам на детскиот Евросонг уште првата година кога Македонија беше на детскиот Евросонг. И од тогаш до оваа година, значи, постојано сакаше. Ти имаше уште еден настап тамо? Да. Значи, в која година настапуваше? Пред една година. И кое место го освои тогаш? Па тогаш не пеев за изборот на детска А Евровизија. не пееше во изборот, него пееше ревијално. Да. Значи, ревијално оваа година значи, Росица и Димитар го освоја дефинитивно првото место и сега ќе одат во Ротердам. Сега да видиме да Супер звезди ги подготвивте вашите прашања? Кој има спремно прашање да крене брзо, два прста горе, овис? Добро, супер. Сара, повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас да прашам отприлика колку време ја пишува песната. Ајде, кој ќе ми каже, Росица или Димитар? Ајде да видам, Димитар, ти. Еве како машко скрши го. Мразот ти одговори, значи, колку време ја пишувавте песната? По отприлика една година. Една година ја пишувавте, да, една година е голем период. Значи, вие секој ден помалку или еднаш месечно, еднаш неделно или кога како се гледавте со Димитар, допишувавте по некој зборче? Па, ние зависи. Кога бевме заедно, секогаш правевме муабет на таа тема и секогаш ни доаѓаше по некоја идеја и потоа шкретавме, допишувавме. Значи, главната инспирација за оваа песна беше детскиот Евросонг? Така да и како вика рефренот? О, беби, дојди со мене тука, срце ми чука динг-динг-донг на детски Евросонг. Браво, голем аплауз за динг-динг-донг и за детскиот Евросонг за Росица и Димитар. Браво. Кој од вас би сакал да оди исто така на детската Евровизија, да видам сега од суперзвездите? Каде се оние кои што сакаат да одат тамо? А кој сака да победи? Значи имаме многу потенцијални пеачи и многу потенцијални суперзвездички кои што сакаат да бидат дел од детскиот Евросонг. И едноставно, како се случи? Како дојде до тоа да вие се пријавите? Тоа некако, не знам, беше многу брзо. Мојата баба видела на телевизија реклама за конкурсот на детскиот Евросонг и всушност таа ни даде идеја да се пријавиме. А бабава дојде и значи кажа твојата бабичка. Бакнежи за баба ти брзо да ја брадјам. Бакнежи за најдобрата баба на свет што гледа македонска телевизија и кажува што и како треба да се направи. Браво. Затоа што таа веќе знаеше дека ние имаме желба да пееме и дека напишавме веќе една песна. И дека испремна и песната. Да, и така. Браво. Димитар, ти значи се вклопи во идејата на ова што ја даде баба и на Росица? Да. И апсолутно снимивте демо песничка. Да. Пративте у македонска телевизија, они таму жири комисијата дошле, избрале и ви се јавија по телефон. Како беше моментот? Па рекоа прво одевме на 3 аудиции. Одлично. Беше ли тешко да се оди на тие аудиции? Па беше напнато затоа што ние сме од Неготина и секоја недела требаше да одим до Скопје. Да патувате? Да. Во секој случај дадовте добри резултати. Да. И рекоа дека може да профункционирате, значи, како дует. Да. И потоа што се случи, значи? Па потоа беа оние што снимки, па Отидовте во студио? во студио, да. Каде, значи, откако Александар Митевски го направи аранжманот, каде ги снимивте вокалите? Вокалите ги снимивме во студиото на Љупчо Мирковски, затоа што Александар беше зафатен и можеше
да не земе кај него да го снимам. Да, гужва беше во тоа време, да, и голем поздрав до Љупчо Мирковски, попознат во музичкиот свет како Љупчо Арлекин. Голем поздрав до него, голем пријател на децата и секогаш значи е човек кој што искрено доаѓа и помага и во многу ситуации има направено многу значи дела кои што ќе остават голем трак во развојот на детската музичка култура во Република Македонија. Фала му и нему. Сега да видиме значи Димитар, едноставно отидовте, снимивте и после го спремавте настапот. Вежбавте дома кореографија? Да, имавме кореографија уште пред Евровизијата. Вежбавме со едно девојче од Неготиво, така. Секој ден напор. Секој ден вежбавте. Едноставно тешко е или лесно е да се биде звезда? Не знам, тоа е прилично забавно. Забавно е, не е многу тешко ако се прави со љубов. Што ќе ми кажеш, Росица, тешко или лесно е да се биде вака звезда? Па не е тешко воопшто ако се сака тоа. Кога се сака, значи кореографијата тебе ти исцрпи? Не воопшто. Си вежбавте секој ден помалку? Да, Ти уживаш во тоа? да. Па да, и 2004 година, значи кога пееше на Суперзвезда и тогаш имаше кореографија. Да кажеме, Димитар, значи, освен овој, како што кажавме, настап на Евросонг и нивната победа овдека, имаш освоено ти уште една победа, како што кажавме, тоа беше фестивалот? Во Прилеп, Звездички, тоа беше регионален фестивал што учествува деца од цел свет и го освоив наградата прво место Гран При. Пред колку време се случи точно тоа? Па пред 2 недели. Пред 2 недели беше таму, еве јас ќе бидам тука да ти честитам, големи честитки за тебе. Значи многу ми е драго кога вакви млади и паметни деца слушам дека одат на секаде и дека добиваат први место и дека освојуваат, дека одат напред. Несомнено и дека кога ќе пораснете, вие ќе бидете предводници на македонската музичка култура. Едноставно вие ќе бидете тие кои што ќе се наоѓаат на првите места на топ листата, а сите останати ќе чекаат во редици да купат карта повеќе за вашиот концерт. Може ли така да се каже, а? Не знам. А ти кажи ми, дали имаш претходни настапи некои вака такмичења? Не. Освен она што го правевме во Суперзвезда, значи Росица се нема такмичено никаде на страна. Ајде да видиме сега ако е подготвена песничката, може да ја видиме, онаа песничка која што Росица ја отпева на детскиот музички фестивал Суперзвезда. За оние кои подоцна се вклучија, драги гледачи, до мене се наоѓаат Росица Кулакова и Димитар Стојменовски. Тоа се нашите победници на детскиот Евросонг 2007 година. Они оваа година ќе ја презентираат нашата држава на светскиот детски Евросонг кој ќе се одржи во Ротердам. Така беше? Да. Супер звездичките наоружени со прашања, еве ги чекаат. Кој прв ќе постави прашање да видам? 3-4. Ајде, оп, Деја, еве, Деја, повели кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Деја и сакам да прашам како ќе бидат облечени за настапот во Ротердам. Ето супер, кој ќе ни каже? Ајде, Росица ти? Па се уште не знаеме како ќе бидеме облечени, затоа што тоа го организира Македонската телевизија. А, значи, Македонската телевизија, ти имаш некоја идеја вака? Од Дело со машна, например? Не знам, не е таква песната. Да, не е таква песна за Дело со машна, да, нешто треба да биде така по-детско, по-интересно, добро. Ќе видиме како ќе решат тие. Следното прашање кој има? Повели, Злато? Здраво, јас сум Ана Марија и сакам да ги прашам дали пред настап се шминкаш. Така. Дали сте се шминкале пред настапот овде во Скопје кога беше? Епа, да, затоа што на камера не сме да си излезе без пудра, затоа што лицето свети и не изгледа. Да не светли. Значи ви ставија, значи шминка, добро ти како девојче, а тебе ти ставија пудра? Не. Не ти ставија пудра? Значи само девојчињата ги шминка, а момчињата не ги шминка. А во Ротердам сега што ќе правиме? Ќе се нашминкаме или таму? Да. Да бидеме убави, нели, кои ќе не гледаат на камера, тоаш Димитар спремен си ти за пудра. Може. Не се плаши, ја иако машко неколку пати сум ставил пудра во животот, ништо не е страшно. Само ќе бидеш поубав и женските поише ќе те сакаат. Договорено? Да. Значи пудра може. Одиме понатаму, следното прашање ќе постави кој? Оваа кукла што се вика Ангела, повели, Злато. Здраво, јас сум Ангел и сакам да прашам дали ќе биде изменета песната кога ќе ја пеете во Ротердам. Ајде да видиме. Значи она што го пеев ти овде и тоа што ќе го пеете во Ротердам, исто ќе биде или ќе има измени во песната нека? Да, во песната ќе има многу измени, ќе биде помодерна, Се направи ептен да биде, значи, светски хит. Да. Дали можеш да кажеш во кој дел ќе се смени? Уводот, строфата, рефренот или све? Па во строфата малце ќе има, после во рефренот ќе има додадено некои додатни инструменти, затоа што кореографијата е смислена пуст уште со 3 деца
исто така кои што ќе бидат придружени во Бали, така. Ја имам едно прашање, дали ќе има тарабука? Не. Се шалам, тарабука нема. Ова е модерна песна, значи Динг Динг Донг е песна која што претендираме да победи на светскиот детски Евросонг, така да без тарабука овој пат. Следното прашање кој? Дејана, повели Злато. Здраво, јас сум Дејана и сакам да ги прашам Росица и Димитар дали имале трема пред настапот тука во македонската телевизија и дали таа трема исчезнала во излегувањето на сцената. Ајде да видиме, Димитар, имаше ли ти трема со оглед на тоа дека си искусен и дека имаш учествувано и пред тоа на други манифестации? Па на полуфиналната вечер имав малце, на финалната ич. На финалната ич? Да. Апсолутно без трема, браво, мртов ладен. А кажи ми ти, Росица, имаше ли трема? Па јас и на првата и на втората вечер имав трема, но потоа кога излегов на сцената, тоа исчезна. Значи излагаш на сцената, завладуваш на сцената и тремата јас немува. Супер, фала Росица. Следното прашање ќе постави оваа кукла овдека, оваа најмалечката Јана. Јана, како си, добра си? Да. Кажи ми ти, кој е твоето прашање за Росица и Димитар? Кога ќе одите во Холандија? Значи, кога ќе одите во Холандија? Значи, светскиот детски Евросонг оваа година ќе се одржи во Холандија, во градот Ротердам. Интересно е дека јас сум бил веќе таму и тоа неколку пати. Ова ќе биде ваше прво заминување за Ротердам? Да. Кога одите, Росица, во Ротердам? Па ние тргуваме на втори и од тогаш почнуваат сите проби и такви работи, а настапот е на 8. Настапот е на 8. Значи, во Ротердам ќе останете колку дена? Па од 2 до 9 и полуфиналната е вечер на 7, а финалната е на 8. Финалната на 8. Си бил до сега некогаш во Ротердам? Не, Знаеш нешто за Холандија? па не знам. Тоа е една убава, северна, прекрасна сончева земја. Јас имав таму живеено. Некој си прилика 2,5 години. Сакам да ги поздравите сите во Холандија од мене кои ќе отидете, договорено? Да. Ќе ми речете тамо хухатет. Тоа значи како сте, добри ли сте. Им пратите многу поздрави од Арко Мелковски, кој некогаш беше еден дел од таа прекрасна држава. Се надам дека убаво ќе поминете Ротердам, еден убав, голем, прекрасен град, познат е по тоа што има едно од најголемите пристаништа во тој дел, значи од светот. Ќе се изнагледате големи бродови, ќе се изнагледате големи згради, ќе се изнагледате холанѓани на сите страни, ќе се изнагледате и црнци тук таму, има по некој црен споминува, и едноставно станува за збор за една прекрасна земја која што има многу развиена култура и е една од најубавите земји на светот. Ви посакувам убаво да поминете таму. Ајде да видам, Злато, кое беше твоето прашање? Здраво, јас сум Сара Таневска и моето прашање е дали писната во Ротердам ќе биде пеена на англиски? Убаво прашање. Димитар, ти ќе ми кажеш, ќе ја пеете ли на англиски песната? Не, затоа што предпоставите за детскиот Евросонг е секоја земја да си настапува својот мајчин јазик. За својот мајчин јазик, значи тука нема да го пеете текстот на англиски? Да. А имате ли верзија направена на англиски интерна за вас? Па се уште не, затоа што уште не е преведена песната, кога ќе се преведе, ќе бидеме тука и ќе снимаме. Значи, од Ротердам, кога ќе се вратите назад, ќе направиме снимање едно за нашиот пазар овде, за македонците. Да пееме и на англиски, може така? Да. Супер. Кој знае англиски овде да види? Ќе ни помогнете ли да ја преведеме песната заедно, договорено? Супер. Следното прашање ќе постави кој? Ива има прашање. Повели Ива. Здраво, јас сум Ива и сакам да прашам какво било чувството додека събирале победниците. Ајде, сега да ми кажете какво беше чувството. Значи, вие каде се наоѓавте тогаш? Позади сцената бевте негде? Не, ние бевме на сцена, седевме на клубите и пред се ние бевме таму да се дружиме, а потоа не беше важно, стварно не беше важно кој ќе победи. И сепак не држа под неизвестност, некои пола сат или 15 минути. Полека поминуваше времето? Да. Беше интересно, беше така напнато малку? Па да. Да, кажи ми ти, Димитар, како се чувствуваше во тие моменти? Па не знам, малца напнато. Што се зборуваше меѓу вас? Што правевте муабет со другите дечиња, со другите учесници? Јас воопшто ништо. Дојде ни да се дружите без разлика кој ќе победи? Да. Многу ми е драго што било така. И на крај се случи прво она гласањето кое што беше од телевоутингот. Да. Дојдаа поените, значи, од телевоутингот? Да. И прво кога видов, зашто ние бевме пети поред, кога видов петка, знаеш, на табелото, јас си помислив дека се 5, 6, 7, 8, 9, 10, но воопшто не се свесни. Потоа девојчето што седеше до мене, Мила, рипна и ми рече, вие сте победници. Од телевоутингот, значи, оно што беше од телефонските јавувања. Браво! И беше ли изненаден, Димитар, ти во тој момент? Да.
тогаш пречувствувавте веќе дека има и шанса да бидете победници, значи по гласањето и на жири комисијата, така беше? Да. Значи од телевотингот го добивте и ги освоивте првото место, а од жири комисијата? Исто така првото место. Исто, значи жири комисијата беше во состав од многу члена, тамо многу луѓе имаше, нели? Да. Љупчо Трајковски Фис беше тамо, друг кој беше? Давор, јас го познавам Давор, он ми е колега, он е композитор, музичар. Имаше некои кои што беа во жири комисијата ученици од основни училишта, еден ученик имаше од основно училиште, од средно училиште. Сепак, значи, сите тие беа едногласни во носењето на нивните одлуки и својот глас го дадоа токму за вас, што ми е посебно драго. И ве прогласија за победници. Како беше тој момент? Тоа беше супер. Јас не можев да се извадам од таа гужва пред сцена. Сите честитки. Скокнаа, значи, сите да ве гушкаат, да ве љубеат, да ве бацуваат, да? Така беше? Ти како се чувствуваше тогаш толку женски да ти скокнаа, да те гушкаат, да те бацуваат? Јас бев многу возбуден, но не повика на сцена и не извртени. Да, браво. И после тоа едноставно имаше ли крај на вашата среќа? Не знам. Нема. Се уште нема, да. Нема, уште трае среќата. Браво, голем аплауз за Димитар и за Росица. Ова е, значи, невиден момент. Ете така, сите собрани овдека, значи дознавме, значи каков бил и тој последниот момент во моментот кога ги прогласија, значи за победници, среќата уште трае, браво. И ви посакувам уште многу такви успеси. Каде и додите, што и да правите, само успеси да нижете и во најдобро светло да ни ја представувате нашата држава. Значи Росица, кажавме дека човекот кој што ја продуцира вашата песна во случајов е Александар Митевски. Александар Митевски, значи еден од најдобрите композитори, музичари и пред се продуценти во Република Македонија. Денеска затоа сме и гости во неговото студио. Тука што правите сега? Баш, значи, ова се моментите кога вие ја снимате песната за она последната финална снимка. Да. Значи давате се од себе, се чувавте, внимававте да не бидете настинати, гласот да ви е во најдобра форма. Да. Да, може ли да провериме сега малце како пеете? Може. Ќе направиме мала пауза, драги гледачи, веднаш потоа се враќаме овде во разговор со Александар Митевски да видиме што се тој ќе стори и ќе направи за песната на Росица и Димитар, песната Динг Динг Донг, да не представи во најдобро светло на светскиот детски Евросонг. Денеска суперзвездите се дружат со победниците на детскиот Евросонг, а тоа се Росица и Димитар. Се наоѓаме во студиото на Александар Митевски и не е ни чудо што веднаш покрај мене се наоѓа токму тој. Александар Митевски, здраво и добре дојде. Здраво, добро ве најдов. Ете, повтор пат сте гости во моје студио, пак е за убава работа. Така. Значи, Димитар и Росица се тука, тие се победниците што ќе не представуваат во Ротердам и екипава на Суперзвезда, секогаш прва на лице место да ги овековечите овие моменти што ги правиме денес. Ете, така. Доријан, имаше некој интересно прашање токму за тебе, Александар, како беше прашањето, Доријан? Каква е соработката со Росица и Димитар? Убаво прашање. Ајде сега да кажеш, слушаат ли, добри се, не слушаат, какви се? Супер. Ептен е добра соработка, затоа што и двајцата ги осеќам као луѓе што си ја знаат работа, иако се мали. Нели, они немаат проблем со трема, немаат проблем со пеење, супер ги отпеа вокалниве делници. Замислуваме како би била песната, нели, во живо испеана таму во Ротердам и ете, ја им давам некои совети каде како погласно, потивко да пеат, каде да покачат со гласот. Прво ја правиме оваа снимка што треба да отиде за CD-во. Направивме комплетно нов аранжман, затоа што јас сакав, а и они, да имаат една видоизменета матрица таму за Ротердам, затоа што оваа звучи многу помоќно, по-европски, нели? Затоа што е ова, иако е детски надпревар, евровизиски, сепак мислев дека треба да пукаме со цела артилерија што ја имаме, нели? Апсолутно така. Да не се штедиме, да биде тоа модерен аранжман, да бидат модерни бои, добро уснимено во студио, нивнава техника да е она што се вика на врвот и останува само да си ја отпеат таму песната, да не представат како што треба и тоа, тие им се тие совети што ја им ги кажував за време на снимањето, а супер се.
Браво, Александар има големо искуство во работа со деца, како што знаат и нашите гледачи, тој е и уметнички директор на фестивалот Супер Звезда. Веќе колку години сум уметнички директор, негде на кај 9-10 години. Одамна, да. Искуство со деца и работа на тој план, значи за тебе не представува никаков проблем. Димитар ќе ми каже каков е Александар во работењето. Супер, Можеш ли да се најде подобар продуцент од него? Па не. Нема, значи. А кажи ми ти, Росица, што ќе кажеш за Александар? Па супер е. Човек каков што ретко може да се сретне на друго место, нели? Супер, ви дава добри, позитивни идеи? Да. Го слушате? Да. Да го слушате и вие, драги гледачи, бидејќи Александар Митевски знае како треба. Сакам да кажам дека овде значи не се снимаат само детски песни, се снимаат и многу други албуми. Имаш соработка во моментов со Дарио. Да, Дарио го заврши албумов, баш овие денови. Значи ги отпеа вокалите за албумов, сега снимаме пратечки вокали, пее Тамара, пее Дексо. Има многу интересни песни, така во негов стил. Очекуваме да го доизмиксаме и негде пред нова година да го пуштиме. Тоа е во моментот што се работи. Сакам да спомнам во оваа ситуација дека и последната песна на Тоше Проески беше отпеана токму во ова студио, станува збор за навијачката химна. Да, навијачката химна Македонија навија за вас, последното нешто што го снимивме. Ете, иако не сакам жална нота да дадам на разговорот, многу сум горд затоа што тоа се случи во ова студио што ја снимивме, таа песна заеднички ја работевме, а најповеќе ми е драго затоа што ете Тоша многу ги сакаше Супер Звездите. Така, беше секогаш каде што беше беа дечињата. секогаш каде што беа дечињата и многу ми е драго што еве ова снимање е веднаш потоа затоа што ја има истата енергија. Нашите дечиња од Супер Звезда буквално се искрени, чисти и ја сакаат музиката исто како што ја сакаше Тоша. Благодарам, Александар. Сега да видиме, значи може ли да видиме како се одвива снимањето? Ние денеска ве прекинавме во текот на вашето работење. Значи аранжманот е комплетно готов, останува уште вокалите да се снимат од Росица и од Димитар. Значи имаше ли промени во текстот? Немаше промени. Правевме некои чисто козметички поместување на мелодиска линија на некои делчиња кај што има потреба за да звучи помоќно. Дополнивме повеќе пратечки вокали во нивните линии со цел да таму се представиме во најдобро светло. Морам да кажам дека има многу модерни примеси сега песнава од поп, она што беше самата во основа композиција, има техно, има многу силни бубњеви, како што ги викаме ние, семплови. Гледам и они изреагира убаво при самото слушање на новиот аранжман и сите дечки девојки што ја слушна. Остана уште да побудали Ротердам, да побудали целиот свет, цела Европа и да ни донесат победа. Буквално да, затоа што оваа земја има што да понуди и Росица и Димитар се извонредни во тоа што го прават. Останува да ги одбранат боите на нашата земја. Да. Ете, се надевам дека и ќе ни донесат победа и го посакувам тоа од се срце. Сега останува да видиме, Александар ви даде домашна задача да научите песната. Ја научивте ли? Да. Ја вежбавте дома, Росица? Да. Колку часа на ден вежбаше ти? Од час. Час и половина. Час и половина секој ден. Да. И сега резултатот ќе го видиме на лице место. Јас предлагам да одиме од другата страна, значи од онаа страна од каде што Александар снима, а во оваа просторија овдека каде што се микрофоните ќе останат само Димитар и Росица и ќе го покажат она што најдобро го знаат, а тоа е да пеат. Ајде, господин Митевски, одиме да испровоцираме песната до крај. Одиме. Najnov